Јас сум Варвар и доаѓам од Неготино. Сакам да ви кажам да ви посведочам за мојот живот, што го живеев во еден период пред да го запознам Исус. Живот што мислев дека е многу добар, дека живеам во радост и како што минуваа годините, од ден на ден сваќав дека радоста ја снемува од мојот живот, доаѓа тагата, а не знаев зошто. Затоа почнав да барам, да истражувам што е тоа што ми недостасува, пошто знаев дека нешто недостасува во мојот живот. Почнав да читам многу книги со New Age содржина и со секоја прочитана книга мислев дека сум блиско до решението и дека таа книга ми го даде рецептот за да ја пронајдам радост. Но сето тоа траеше кратко и пак ми недостасуваше нешто. Тоа нешто што ми недостасуваше, барав начин да го исполнам, па го исполнував со разни шетки, летување, одмори, шетање низ разни градови, држави. Мислев дека таму така ќе се направам среќна. Тоа беше кратко, тоа беше само кратки моменти што ја надополнував среќата. Кога се враќав дома, тагата пак надоаѓаше. Барајќи и тргајќи по вистината, моја блиска особа, многу драга, ми кажа дека била на некој била некаде каде што слушнала нешто зборуваат за Господ и дека она ја нашла радост и сето тоа што и недостасуваше. На нејзин повик дојдов и јас и слушнав како се зборува за Господ. Јас Господ го знаев, но не го познавав лично. Таму се зборуваше за Господ Исус Христос, дека е жив, дека чудата што ги правил во минатото ги прави и сега. И во мене нешто заигра, почувствував дека таму нешто има, дека човекот што го зборуваше тоа, Константин Кајшаров, дека има нешто во него што слушајќи го него допре до мене. После тоа слушнав дека во неговиот институт се извршуваат терапии за ослободување од проклетство од демонски влијанија. Отидов за да видам, пошто стварно беше многу тешко и тажно да живееш во живот каде што секоја вечер плачев, тагував и барав нешто, копнеев. Отидов на тие молитвени терапии. Кога пастор Константин се помоли за мене, јас почувствував дека добив ослободување. Добив ослободување од нешто лошо што предизвикуваше јас да се чувствувам и тажно и несреќно. Таа реакција се гледаше и на моето тело во моментот додека траеше терапијата, додека пастор Константин со неговиот тим се молеа за мене во името на Господ Исус Христос. Мисијата на пастор Константин е да ги приближува луѓето до Господ Исус Христос, да им ја каже вистината, да ги приближи до Господ Исус Христос, а во таа мисија исто има и дел за да ги ослободува, да ги исцелува. Ја зборува вистината, она вистина што е пишана во Словото. Значи, ништо повеќе, ништо помалку.